Здраво на сите, добре дојдовте во осмото редовно издание на Колегиум, неделна информативна платформа. Се разбира, имаше во изминатиот период и 6-7 вонредни изданија на оваа платформа и се разбира да почнеме веднаш со она што е најактуелно, завршување на оваа година, честитки, најубави желби почна да испраќаат сите, и се разбира Цивил, како и секогаш, има малку поинаков агол на гледање на работите. Честитката на Цивил за нова година или за празниците кои ни предстојат се однесува на желбите за демократија, солидарност и човекови права. Се разбира дека овие пораки што ги испраќа Цивил на крајот од годината, од секоја година, се на некој начин и навестување на тоа што ќе работи Цивил во наредната година. Во честитката ќе забележите и еден хаштаг Defending Democracy, одбрана на демократијата, и QR кодот на конференцијата Одбрана на демократијата и човековите права, која се одржи на 12 декември во Скопје, голема меѓународна конференција, голем меѓународен настан, кој е всушност само еден дел од една голема меѓународна иницијатива која започна Цивил заедно со своите партнери од Германија, организациите Медиа Диалог и Youth for Media, а воедно во текот на спроведувањето на иницијативата се приклучи и новиот Европски фронт на граѓанките и граѓаните, како и неколку други меѓународни организации. Би сакал да почнам веднаш со едно прашање кое има, се разбира, политичка димензија, иако се однесува на медиумите, односно на истражувањата на јавното мислење и на рейтинзите на политичките партии, на рейтинзите на политичарите во нашата земја. Впрочем, прашањето на денот, кое често во изминатиот период го споменувавме на колегиуми како прашање на денот, конечно денеска доби своја реализација, односно прашањето на денот денеска е дали и колку или што мислат граѓанките и граѓаните за анкетите и за рейтинзите, политичките рейтинзи. Прашањето го постави нашата колешка Билјана Јордановска. Бибе, здраво, повели, кажи ни нешто повеќе за ова прашање. Здраво, да, поводот зошто денешното прашање се однесува токму на анкетите и на рейтинзите на политичарите. Викендов беше актуелна едно истражување кое по нарачка на mkd.mk од консалтинг куќата Market Vision, кое што покажува дека според нивните резултати анкетирања, дека граѓаните имаат доверба во владата и дека рейтингот на премиерот, на Мицкоски, е навистина висок. Нема да навлегувам во статистиките, нивните бројки и како дошле до тие резултати, со оглед на тоа дека и знаеме на кој начин се прават тие анкети. Оваа анкета е по нарачка, меѓутоа можам само и чисто како факт да наведам дека еден од незините клиенти, на кои што им нуди консултантски услуги, е и самата влада на Република Северна Македонија. Ова не беше единствената анкета. Некаде на почетокот на ноември ИПС исто така имаше анкета која што исто така го ставаше и премиерот Мицкоски, меѓутоа и владеачката партија како предмет на довербата кај граѓаните во нивниот начин на рангирање на јавното или мерење на јавното мислење. Потому произлезе и прашањето, меѓутоа кај нас е малку поинаку, колку всушност граѓаните имаат доверба во таквите анкети, во таквите рейтинзи. Можеме да кажеме во досегашните
одговори што ги добивме воопшто немаат. Мислам, тој заклучок слободно можам да го кажам и да го изведам. И ако го земеме нашето прашање на денот како своевидно мерење на пулсот на граѓаните и нивното мислење, ќе видиме дека всушност граѓаните не се задоволни од самата власт и од начинот на како тие од нивните успеси, а тоа можеме да го видиме по прашања кои што навистина ги тангираат самите граѓани. Значи не само прашањето за нивната доверба кон анкетите и политичките рейтинзи, колку нели може да им се верува. Инаку само ќе речам дека еден од најчистите одговори е кога се по нарачка направени, може да замислите колку доверба тие влеваат во останатите граѓани. Меѓутоа и прашања кои навистина им се битни на луѓево, даваат го искажуваат незадоволството на самите граѓани. Значи прашања како ќе се одрази поскапувањето на струјата врз стандардот на граѓаните, иако се работи нели за незначителен процент од 0,92 од 1 јануари, или прашањето колку ние како граѓани можеме да се дозволиме да ги поминеме новогодишните празници во навистина пријатна атмосфера, и колку тоа зависи, да речеме, од една од мерките кои што ги воведе оваа власт, тоа е претходно беше есенската потрошувачка кошничка, од која што граѓаните не беа задоволни, а сега тоа е новогодишната потрошувачка. Ама ленирите поевтинија и фломастерите. Да, со есенската но сега се вратија на претходната цена, затоа што уште еднаш се покачија, за да може да се спуштат. Така што постојат многу прашања кои што се многу поблиски до самите граѓани и кои што навистина водоснабдувањето, да речеме, или ефектот, едно е исто така интересно прашање кое што може да биде врзано и со владините политики, а тоа е улогата на социјалните мрежи. Како тоа е, например, дефинирано во нашето законодавство, како ние можеме да ги одбраниме. Значи, тоа е прашање кое со години се провлекува, меѓутоа барем порано се зборуваше. Сега со новата власт некои други прашања се многу побитни и така натаму. Значи, нашиот првичен импулс беше баш да видиме како граѓаните ќе реагираат и дали навистина ваквите анкети се некое мерило дека владата ги исполнува очекувањата кои што ги дала за време на изборите. Да, гледам дека има 30 веќе коментари, не знам колку пораки има добиено Цивил во одговор на ова прашање на денот. Зависно од прашањето, зависно од денот, од актуелноста, мислам дека имаме голем интерес, дури имаше за она кога беше поставено прашањето за тоа дали што мислат луѓето за забраната на TikTok во првите 22 минути, барем јас забележав, имаше 70 коментари. Се разбира, луѓето се засегнати од влијанието на социјалните мрежи во нивните животи. Ова со анкетите, тоа што се однесува до анкетите, многу е важно да се напомене дека анкетите, рейтинзите, освен тоа што служат како барометар на јавното мислење, сепак често се употребуваат во пропагандни цели. Тоа е случај не само во нашата земја или во регионот, тоа е случај на секаде низ светот, каде што поради злоупотребата на анкетите и на мерењата на рейтинзите на политичките партии и на политичките фигури во светот, граѓанките и граѓаните низ светот почнаа се помалку да им веруваат токму на овие алатки за мерење на расположението на јавноста, а тоа знаеме дека воедно доведе и до чести заблуди во текот на изминатата деценија и донесе до погрешни проценки на оние што ги стратегизираат кампањите, било да се тоа изборни или други политички процеси. Многу е важно да запамтиме дека или да констатираме дека без оглед на тоа колку тие навистина го одразуваат вистински расположението на луѓето кога се работи за анкети и рейтинзи,
мерење на рейтинзи, тие сепак не уживаат голема доверба токму поради злоупотребата. Не заради тоа што може би се погрешни или не се. Да не судиме за тоа дали се погрешни или не се. Меѓутоа, кога се употребуваат, се нарачуваат за пропагандни цели или кога се употребуваат во пропагандни цели, тогаш довербата во таквите резултати се намалува, па дури и ја снемува. Јас би сакал да продолжиме понатаму. Извини, Бибе, да не имаш уште нешто да кажеш? Па не, токму тоа беше и мојата поинта, дека независно од тоа какви се анкетите и нивните резултати, нели мерила, сепак фактичката ситуација и реалноста ги искажува колку граѓаните имаат доверба во одредена власт или ја немаат. Нивните дела зборуваат повеќе отколку анкетите што може тоа да го направат и нели пиарот, односно пропагандата која шират преку нив. Да, се разбира. Има политички партии кои се повешти во тоа и повеќе пари фрлаат на тоа, има некои кои се помалку вешти, се обидуваат едни од други да учат, да не кажам украдат финти и знаења и вештини, меѓутоа останува ние сепак да се соочуваме со реалноста. Реалноста во светот е таква што ние во текот на речиси целата година се обидовме да собереме на едно место што е можно повеќе луѓе кои се занимаваат со демократијата и човековите права. Токму тие се во најголем ризик во денешно време, поради војните, поради несигурностите, поради авторитаризмот, поради растот на крајно десничарскиот национализам и други автократски или радикални екстремистички политички тенденции кои ги гледаме не само во регионот, не само во Европа, туку и на секаде низ светот. Побудени од тоа, ние на почетокот на оваа година во февруари, кон крајот на февруари веќе, почнавме со работа на една меѓународна иницијатива која започна од Скопје заедно со германските партнери кои ги спомнав, и во декември, после 10 месеци и нешто, ние ја организиравме големата меѓународна конференција одбрана на демократијата и човековите права во услови на војна, национализам и авторитаризам. Тоа е целиот наслов на организацијата, самата иницијатива се вика Defending Democracy или одбрана на демократијата, тоа е хаштагот. И јас би сакал да споделам овде и со јавноста, меѓутоа и со колешките и колегите, со колешката Дијана, да кратко направиме едно резиме на тоа што е до сега направено по конференцијата и што допрва ни предстои. Имам и ја нешто информации, се разбира, во оваа кратка размена да видиме за што всушност се работи. Повели Дијана, може би 2-3 збора за самата конференција. Здраво! Здраво на сите! Како што знаете, а за тие кои не знаат, конференцијата се одржа пред неполни 2 недели, на 12 декември, може би 2 недели има, не знам. Започна фактички на 11 декември со работилница на која што беше многу интересна. Значи, своевиден настан на кој што се разменија многу идеи, на кој што се разменија многу видувања, на кој што нашите гости од цела Европа и од Америка посветија многу внимание на тоа како се живее во Македонија, на нашите, значи тоа што наслушнале, тоа што прочитале и тоа што имавме ние да им кажеме од лични искуства или да не видат како ние во тие кратки часови, сепак има голем интерес да дознаат каква е тоа, дали се тука, како живеат луѓето тука, за политичките партии, за поделбите ако ги има, доколку ги има, зошто ги има, зошто ги нема и така натаму. И врз таа база тие да формираат како да кажам, некакво реално видување на тоа како Северна Македонија живее, нели? Под живее, сакам да опфатам цел и политичкиот аспект, и економскиот, и
општествениот кој што се на крај влегува во политика, нели. Така што вториот ден веќе ја имавме големата конференција со 4 панели, прекрасен настан кој што би требало да се запамти со прекрасни учесници и како луѓе, и како говорници, и како експерти. Ако би... Јана, во текот на самата конференција на 12 декември, се разбира и на 11 декември, која беше ексклузивна и не беше отворена за јавноста, целата програма. Дел од програмата се разбира беше отворен со пресконференција и со вмрежување со станоци и интервјуа. Меѓутоа, на самиот ден на конференцијата, дескот на конференцијата, односно дескот на Цивил, заедно со помош на редакциите Frontline и Нова, имаше полни раце работа. На самиот ден на конференцијата, во текот на тие 8 часа, колку што траеше интензивно конференцијата, мислам дека беа продуцирани, не знам, повеќе од 10, можеби и 20 содржини. Над 25 содржини беа. Над 25 содржини, не сум свесен и јас. Можеби 30. Повеќе време бев на сцена. Да, околу 30 содржини, тоа значи дека беа опатени сите учесници со кратки поинти од тоа што можеш, нели, да пораки или препораки што можеш да фатиш во тоа кратко време, бидејќи беа многу. Но се потрудивме тоа да го изнесеме пред јавноста на тој начин, а тоа сега се работи на малку поинаков начин, значи секој учесник поединечно ќе биде представен со свое видео, значи обраќањето нивно или учеството, говорот нивен и препораките на конференцијата ќе бидат со поединечни видеа, веќе се започнати. Кликнете на Civil Media, на Civil Today, на Defending Democracy, посебната веб страница што се отвори непосредно пред конференцијата, на 2 или 3 јазици во зависност од тоа кога се спремаат, бидејќи е обемен материјалот. За друго нешто, доколку сакаш, Џабир, ти да најавиш... Јана, јас би сакала, ако може да те прашам, дали и колку учесници ќе имаат своје видео и на кој јазик ќе биде? Сите учесници ќе имаат своје видео, веќе, да, сите. Че имаше 27, можеби 25 учесници, на 25, точно сега не, да, на 25, но има и интервјуа, значи интервјуата... Не, ама имаше и тројца говорници, министерот Лимински од Северна Рајна Вестфалија, на кои што се веќе објавени, амбасадорките на Германија и на Литванија, тоа се значи... Тоа се говори, да. Да. Отворањата што ги прават. И интервјуата што ги спомне. Па да, уствари на некој начин конференцијата продолжи во трет ден, неформално. Што значи дека над 40 веројатно ќе ги има со се интервјуата и јас верувам дека ќе има уште по некое делче што ќе ни биде посебно интересно, па ќе се извади од тоа, на тоа се работи во постпродукција, ние ги прислушуваме повторно тие работи, па повторно вадиме. Така, а што се однесува до препораките... Значи, јас тоа што го рачунав со колегата Аријан, излегува дека ние ќе имаме до крајот на јануари некаде околу 240 видеа. Пократки, подолги, меѓутоа многу е важно да се каже дека ние на самиот ден на конференцијата имавме пренос во живо на 3 канали, на македонски, албански и англиски јазик. А сега се работат во моментот се работат на 2 јазици, на англиски, на македонски, па потоа верувам дека ќе успееме и на албански да ги направиме, бидејќи е обемен материјалот, малку потребно е време да сето тоа да се направи како што треба, бидејќи не можеме да го направиме колку да се помине, но не го правиме тоа така. Јас би сакала од тебе да чуеме што планираме понатаму со препораките на конференцијата, да не бидам јас таа што да кажам. Ако сакаш, да. Добро, имаше вакви прашања уште еднаш, 2 пати вчера и завчера на колегиумите. Значи, многу кратко, после би сакал уште едно што да се осврнам во врска со конференцијата.
и со одзивот на конференцијата. Најважно од се, што ќе произлезе некаде кон крајот на јануари, е публикација во која ќе бидат поместени сите излагања, клучните делови на излагањата на сите учесници. Учесниците, by the way, доаѓаат од 10 европски држави и од Соединетите Американски држави, вклучително и представници од регионот, како што се Босна и Херцеговина, Косово и Србија. Понатаму значи сите тие ќе имаат свое место во таа публикација. Таа публикација ќе содржи и еден дел од анализите кои ќе ги направат луѓето на Цивил и исто така дел од учесниците во самата иницијатива и конференција, и на крајот ќе има во третиот дел ќе има препораки. Тоа ќе бидат применливи препораки кои ќе можат да се претворат во акции, конкретни, практични акции во општествата, не само во нашето, туку и во земјите кои ќе бидат заинтересирани да можат да применат такви препораки. И она што е најважно од сета работа е дека целото ова за кое зборуваме денеска и зборувавме со недели назад е иницијатива. И тоа е глобална иницијатива која почнува од Скопје. Јас сум многу горд поради тоа, за жал не можам да бидам горд веќе одамна, веќе 10 години на тоа како изгледа Скопје, меѓутоа можам да бидам горд на тоа дека од Скопје се уште може да излезат иницијативи, да излезе дух, да излезат идеи, да излезат пораки кои ќе бидат применливи и кои може да бидат слушнати низ целиот свет. Самите препораки ќе слетаат во сандачињата, поштенските сандачиња, и се надевам на одзив добар, ќе слетаат во поштенските сандачиња на сите можни носители на одлуки во Европа, во светот, меѓународни организации, влади, меѓународни институции, меѓувладини институции, медиуми и така натаму. За одзивот би сакал да кажам 2-3 збора, Дијана, а тоа е дека ние во изминатите недели, почнувајќи од крајот на октомври некаде, почнавме да испраќаме покани до дипломатските представништва, кои ги спомнувам прво нив заради тоа што во најголем дел се одзваа, до невладините организации, до медиумите, до македонските медиуми, до исто така до opinion makeri, новинари, интелектуалци и така натаму, и исто така испративме покани до политичките партии. До сите, барем до сите парламентарни политички партии испративме покани, исто така испративме покани до државниот врв, председател на собрание, председател на влада, и до неколку соодветни министерства, како што се Министерството за надворешни работи, се разбира до вице-премиерите и така натаму. Можам да кажам дека дипломатските представништва и дел од невладините организации се одзваа позитивно на нашата покана. Дел од нив не следеа, информиран сум, на социјалните мрежи, односно директно не следеа на преносот, го следеа преносот, и има добри бројки и тој пренос, и исто така не следеа онлайн, не следеа можеби и повеќе луѓе од Европа, во Германија не следеа многу, исто така не следеа во Косово, во Србија, во Босна и Херцеговина и во останатите земји на Западен Балкан и пошироко. Можам со разочарување да констатирам дека оваа меѓународна конференција во која учествуваа на вистина голем луѓе од висок калибар во светот на експертите, на академијата, на невладините организации, големи
невладини организации, меѓународни универзитети, најпознати во светот и така натаму. Меѓутоа, политичките партии и исто така представниците на владата и на државниот врв изостанаа. Не сум сигурен дека дури одговорија со негативен одговор, воопшто не одговорија позитивно да дојдат, дека и тоа е нешто што би сакал да го одбележам. Ни една политичка партија не беше присутна со свој представник, исто така, тоа значи и партиите на власт и партиите во опозиција не најдоа за сходно ниту време да дојдат и да се видат, ако не со нас, тогаш барем со... Прв пат се случува ова да не дојде никој. Ова е прв пат никој да не дојде, на вистина, никој од нив. Меѓутоа, ние како организација сме постојано отворени, нема да покажуваме никаква ни лутина, ни навреда, се разбира. Ние сме и понатаму отворени. Се надевам и очекувам дека тие ќе дадат ќе го покажат својот интерес барем за она што ќе бидат резултати од оваа конференција. Многу е важно да се знае ова е иницијатива во која секогаш може да се помогне и може да се учествува на различни начини. Инаку на државниот врв, на представниците на државниот врв им беше обезбедено и говорничко место во конференцијата, во агендата. Тоа е отприлика за конференцијата, може би малку подолго зборувавме на таа тема отколку што предпоставувавме или предвидувавме. Јас би сакал да одиме понатаму, да се осврнеме на политичките состојби во нашата земја. Нашиот драг колега, колумнистот Војо Маневски е со нас денеска. Војо имаше една одлична колумна, не дека другите не се одлични, се разбира. Пред некој ден но исто така колегите ми кажаа дека си били на пленумот во Нови Сад. Дали може да прокоментираш што се случува со регионов во Србија, меѓутоа те молам дај и пар поенти од тоа што го напиша пред некој ден за демократијата. Па повели. Прво ти благодарам што ме покани да кажам неколку збора. Ова беше така многу интересно мое присуство на еден форум на кој што во сличен таков сум присуствувал пред 20 на години и се воодушевив од енергијата на една младост. Разговарајќи со професорите на правниот факултет во Нови Сад, студентите ме поканија мене и уште неколку новинари не поканија на пленумот. Пленумот тие го организираат, му прават дневен ред и теми е доста посетен. Нема политички знамења, политички представници, туку се работи само за студенти од различни генерации. И професори, предпоставувам. Има професори, некои од нив земаат учество, некои не земаат, но темите пред се тие ги прават. Мојот заклучок скромен на крајот дека тоа е социјално движење. Може би го титулира малку така прешироко, но тоа е тоа. Тие млади луѓе, нивниот повод е паѓањето на стрешницата на железничката станица во Нови Сад, каде што загинаа 15 лица, така ги почнуваат и пленумите со 15 минутно молчење. И сето тоа има некоја таква иконографија која ги зближува како генерација или како порака што сака да ја пратат. Јас во колумната се слушаме? Да, мали прекини имаше, мали два прекини, но продолжи. Да. Јас во колумната опиша 2 или 3 такви кажувања на студенти кои ме одушевија пред се со длабочината на анализата. Тие велат вака: отприлика, ние студираме, се трудиме да добиеме знаење и да излеземе на пазарот на труд, да докажеме што знаеме, да си го покажеме својот труд, а системот на вредности во нашата држава, што не е различно од оваа нашава, е таков што партиските членови, лепачи на плакати, ефемистички ние ги нарекуваме,
напредуваат низ државниот систем. И добро, нека не е проблем што тие напредуваат, но тие за себе немаат знаење. Имаше интересни кажувања за човекот кој 4 пати по високите своји органи ги алармирал дека постапката за реновирање на таа настрешницата не е добра и дека таа може да падне и да направи штета. Но тој систем во кој што иницијативата на пониските ешелони е многу слаба и не доаѓа до местата каде се донесува одлука, еден од студентите го опише како постлиберализам или заматен либерализам меѓу студентите, меѓутоа гол популизам или гол авторитаризам таму каде што живеат. Тој вели вака: ние имаме буџет, ама нашиот буџет не е на граѓаните на Србија, туку е собственост или, како што велат тие, чекмеже на Вучич и на политичкото воство. Така, ти пишуваше и за тоа, за буџетот, за македонскиот буџет исто така. Така, сега, ако има иницијатива која што може да биде корисна за граѓаните, ама некаде е во средината на тој целиот систем, тоа ќе се закочи додека да дојде до лидерот, до оној кој донесува одлуки. И одговорноста во тој пирамидален систем повторно се движи кон врвот. Значи, не функционираат институциите. Му благодариме на колегата Војо, кој изгледа се исклучи. Се извинуваме заради малите технички проблеми. Би сакал да преидеме понатаму на други теми кои што ги следи организацијата и медиумската платформа на организацијата, да преидеме на Дехран. Дехран, здраво, што е актуелно во моментов што работиш, на што работиш ти и се разбира на што можеме да се надеваме во наредните денови? Здраво, Чавир. Во моментов се надеваме дека патиштата се чисти и може да бидат проводни и нема да ги изненади снегот како што ги изненадува во изминативе 30 години. Но тоа е тема која што е нели болна секоја година. Она што е исто така болна тема за нас како граѓани е најавената новогодишна кошничка која што веќе цела недела функционира, но очигледно бенефит од таа новогодишна кошничка имаат само трговците, односно ние профитерите, а не граѓаните за која што е направена таа новогодишна кошничка, така да требаше да се применува таа новогодишна кошничка повеќе за трговците, отколку нели како беше она повеќе за граѓаните. И денеска го слушаме. Се грижиме за трговците. Се грижиме за трговците, за богатите. Така што мислам дека онаа парола се грижиме за граѓаните, повеќе за граѓаните би требало да прерасне се грижиме за трговците. И денеска гледаме како премиерот Мицкоски е загрижен и вели дека треба да им биде срам на трговците. Он треба веројатно како професор и како човек треба да знае дека трговците најмалку им е срам кога треба да те крадат на бага. И ако одел по пазари знае дека трговците ти ставаат расипани пиперки во вреќата, одозгора ги маскираат со поубави и ти ги продаваат. Така да тие, како што вели нас финти не треба да ни продаваат, веќе ни ги продадоа. Знае време како ни продаваат трговците. Така да затоа требаше тука да постојат инспекции кои што ги најавуваше и пред новогодишната кошничка, а сега повторно се вади дека ќе пушта инспекции. Тоа прашањето е дали инспекциите ќе профункционираат и дали воопшто ги има. Така да денес не може да се вадиме на тоа дека трговците ги измамија, затоа што властите и инспекторите треба да бидат свесни со оглед не на тоа дека опозицијата алармирала, туку граѓаните алармираат. И денеска гледаме како опозицијата вели ние ги прошетавме маркетите, окей, во рете и имавте и предходно власт кога можете и тогаш да ги шетате маркетите, а сега од страна на опозиција полесно ги шетате маркетите. Така да тоа што предходната власт сега актуелна велеше за предходната власт дека не даваат квалитетни услуги, сега
опозицијата кој што тогаш беше на власт, сега вели нема овакво добри резултати, но на крајот денот она што е заедничко и за власти и за опозицијата, конечно се согласија дека цените се големи и дека граѓаните се тие кои што трпат од трговците. И сега наместо да се префрлуваат вината власти и опозицијата, ете ако има добри економисти, добри познавачи на состојбите опозицијата, нека ги понуди своите услуги на власта и нека направат еден заеднички пакет кој што ќе биде добар за сите граѓани, а не да си префрлуваат топката. Она што исто така интересен момент е што порасна синдикалната кошничка за разлика од лани. Сега ќе речат па што се 800 и кусур денари, 800 и кусур денари за некој денес значат многу. И нели ние како што велат дека ќе се намали сиромаштијата, гледаме дека таа кошничка пораснала и сега ако гледаме тоа е негде околу 60 над 62.000 денара без да рачунаме за стамбено сместување ако изнајмуваат стан. Ако се изнајмува стан, тоа би било над 78.000 денара. Што тоа значи дека за едно 4 члено семејство со минимални примања не може да си ги задоволат ниту потребите за јадење, а не да зборуваме за стамбено сместување. Тоа е она кое што ете сега зборуваме за она социјалната димензија, да се вратиме малце на политичката димензија и правдата во Македонија. Да, што е најактуелно, што е најжешко? Најактуелно е потрагата по Груби, каде е Груби, прашањето е. Веројатно како уствари е да направиме една ретроспектива како дојде до тоа да го снема Груби и никој да не знае каде е. Тоа е денот кога САД го ставија во црната листа и тоа е ден кога на денот кога Дуи поставија шатори пред Уставниот суд, кога го бранеа јазикот и мене ми текна на едни други времиња кога имавме уставобранители. Така што само се сменија улогите, тогаш протестира уставобранителите, па видовме дел од тие уставобранители како тепа пратеници во собрание. Но тоа е друго прашање. Дента кога го ставија Груби на црната листа, Дуи протестираше за одбрана на јазикот. Па потоа да го снема Груби, да оди на приватна прошетка во Косово, на приватни работи, приватно да замине со дипломатско возило, на крајот денот виновен е само тој што го пропуштил да помине граница. Едноставно, ниту обезбедувањето кој што го чуваше Груби, кој што е полициско обезбедување и под надлежност на Министерството за внатрешни работи, а тоест на Панче Тошковски. И сега Панче Тошковски не знае каде е Груби, а имаше лично обезбедување кој што Груби, каде што во неговиот статус пишува, го информира моето обезбедување дека каде и што ќе биде, а не кога е лично обезбедување треба да го следи без малку и до тоалет. Така да тој помина граница со македонски пасош, дел од медиумите објавува дека поминал со албански пасош, но на крај видовме дека има некои обиди за политички препукувања, па немало батерии, имало батерии, па поминал со ваков пасош, поминал со таков пасош. На крајот денот видовме дека Груби го нема. И она кое што треба да одговараат, сега гледаме исто така повторно опозицијата како вели дека се е тоа договорено и наместено. Се поставува прашањето ако Груби успел да избега договорено и наместено, тогаш се поставува прашањето ако во нивното владење на претходната власт сега опозиција како успеале неколку криминалци, вклучително и Груевски, да им избега, дали и тоа било наместено. Но велам, има многу прашања за кое што не можеш да обвинуваш некого туку така, туку треба да имаш цврсти докази, ако навистина се знае дека тоа било договор помеѓу
актуелната власт и груби да избега од државата, тогаш треба некој да сноси одговорност. Да не чекаме, да не зборуваме тоа дека имало и паралелно со тие бегства, имало и полициски акции со пресметка со криминалците, кои што секако е за поздравување. Таква голема акција дури не требаше толку да чека, требаше и многу порано, затоа што ние сме навикнати кога ќе се случи некој криминал или некој убиство, соопштенијата на МВР често да почнуваат со дека имал големо криминално досие. Доколку имал големо криминално досие, зашто не е во затвор? И тоа е она што сметам дека е добра акција, затоа што видовме дека има околу 18 криминалци уапсено за криминално подземје, има 4 уапсени за тероризам, кои што се сомничат за тероризам, кои што наводно имале и план за некакви активности за време на новогодишните празници, но она што исто така интересно е дека има и еден уапсен за учество во руската армија против Украина. Кој што тоа така помина некако не многу забележително и еден убиен во македонски државјанин во боиштата во Украина. Тоа е најбрзо што можам близ да кажам за побитните теми, инаку има многу битни теми. Не за поскапување на струјата од само 1%, затоа што нели само 1% ништо не Добро, откако поскапе значително се разбира. Добра, одлична лепеза и политичка и социјална и безбедносна слушнавме од тебе. Јас би сакал само да направам една кратка забелешка апропо уставобранителите. Уставот и одбраната на уставот често знаат да бидат изговор за политички манипулации, исто колку што може да бидат изговори за или повод за вистинска одбрана на уставот и на поредокот во една земја, човековите права и така натаму. И ние бевме сведоци на протести пред Уставниот суд во 2016 година, во време и во 2015 исто така. Исто така бевме сведоци и на светската сцена како одредени политичари поттикна напад на највисоките демократски институции, токму под изговорот дека го бранат уставот. Со ова се разбира, мислам на 6 јануари 2020 година или 21 година, кога рогоњите го нападна американскиот капитол, американскиот сенат и се обидоа да спречат инаугурација на председателот Бајден. И се разбира, имаме и други такви примери. Во моментов имаме примери и низ Европа. Знаеме како изгледаше менувањето на уставот и обидите на демократската јавност во Турција, кога тамошниот автократ го менуваше уставот. Не помина нешто многу сјајно демократската јавност. Се разбира, во земјата која под цврсти канџи и остри канџи ја држи Путин веќе 24 години, исто така помина низ такви уставни промени. Видовме дека таму опозицијата беше многу слаба и не успеа да предизвика некакви посериозни пречки за таквите менувања на устав, така што уставот е колку повод да се бранат човековите права, толку и алатка да се манипулира со јавноста и да се поларизира општеството.
кога веќе ги спомнав овие, ти благодарам Дехран, кога веќе ги спомнав сите овие и локални и меѓународни рамки, да слушнеме кај Драган во чии раце е инструментот за истражување на односите, настаните и вестите од меѓународната сцена, кој се разбира дека публиката го знае неговото име најчесто по неговите текстови кои се однесуваат на руската брутална агресија против Украина, меѓутоа исто така и за настаните на Блискиот Исток. Меѓутоа, денеска ќе зборуваме за нешто друго. Повели, Драга. Прво да те дополнам, Белорусија исто Така. користи истите тие алатки на најбрутален начин, таму веќе функционира тој закон преземен од Русија за странски агенти, се затвараат новинари, Така, да. поголем број од новинарите што може да слободно да известуваат се во екзил. На конференцијата за слушам, која Джабир. зборувавме, на конференцијата за Не се која слушаш. зборувавме денеска, Да, повели, извини, исклучено на беше. конференцијата за која зборувавме Да, денеска, исто имавме Има новинарка во представничка екзил, од Белорусија Палубович. која живее во екзил, новинарка и режисерка на документарни филмови, која сподели искуства за тоа како изгледа да се живее во екзил и како изгледа да се живее во Белорусија под такви под тој режим, под тој жесток брутален, диктаторски режим на Лукашенко. Јас бев во Вилнус пред 2 месеци, каде што ја видов Ще пуштам. во живо, каде што во живо ја... Те слушам, да? Океј, ајде, да продолжите, ќе го исечам и ова парче, моје. Не, те слушам. Не, продолжите, молам. Аха. Океј. Нешто со звуков тука проблем. Значи, ако идеме за Белорусиве да продолжиме на тие што се во екзил, они се закануваат на нивните семејства кои се останати во Белорусија, така тоа е едно брутално изживување, да речем, врз сопствениот народ, исто како Путин. Идеме подоле се малце до Грузија, таму веќе со недели траат масовни протести за нешто што тамошната влада не е ни избран, со декрет донесен, немаше избори, според нивни закон, сакаат да направат втора Белорусија. Јас како што ги гледам работиве, првото што предложија е да се мораториум на преговорите за членство во Европската Унија до 28, во меѓувреме најверојатно се надеваат дека руската чизма ќе стапне и ќе нема ни преговори ни ништо. Молдавија видовме завлакно се спаси барем за сега. Меѓутоа, ако идеме во Европа, според последни случувања со Словачка која ги следи премиерот Словачки, како да го следи матрицата на Орбан, си отиде на гости кај Путин, си разговараше за гасот наспоред сите директиви што ги нуди Европската Унија, го обвини пред да оди на посета во Москва, го обвини Зеленски дека му нудел мито, што прорускиот пратеник од Русија веднаш го пријавил во Брисел, тоа таму еден хаос, и сакам да кажам дека од сето тоа што забележав е како кај нас тоа се известува. Значи, конкретно за посетата на Фицо на Москва, освен цивил, кој излезе со малце подруги информации, сите информации беа Фицо во Москва, Путин ќе пушти газ за Европа, Фицо каже, сите им беа освен, меѓутоа никој не го спомна тоа, освен цивил. Сега после цивил уште 1-2 портали што го изјавија,
дека прво Фицо беше критикуван дома во Словачка и прогласен за предавник со тоа што отишол во Москва. Имаше и други критики, меѓу кои и чешкиот министер за надворешни работи го искритикува Фицо и посета на Москва и дури кажа дека со тоа се видело дека нивното одвојување од Словачка било оправдано, не одвојувањето од Чехословачка кој се делеше, него сега имале нека меѓувладина состанок за околу гасот. Чешка нормално не сака и потврди дека тоа и истовремено го нарече дека исправноста на Чешка се гледа во тоа што не дозволила да полза пред масовен убиец, мислејќи на Путин. Тоа во македонските медиуми го пренесе само Цивил, другите не знам зошто не го пренесува, дали е некоја директива за да имате алиби после за гасот кој ќе притреба. И сега доаѓаме во нашето најблиско окружување, Србија. Добро, во секој случај Украина забрани Да, за Украина забрани да оди да поминува гасот, рускиот гас низ нејзина територија, што се разбира најмногу погоди Фицо. Со други зборови, Бадијала отиде да се избрука кај војниот злосторник во Москва. Да, поведемо. И да кажем, стигнуваме сега до малце по-локално во најблиското окружување во Србија, каде што им се случува, не е шарена, тоа изгледа крвава, пошто и паролите се крваве сувам рукеви, крвави се рацете. Студентите ги водат овие протести, како што спомна и Војо преска. И тука, да кажам, имаше некој на почетокот како се пренесуваат тие во нашите медиуми, како се пренесуваат тие протести. Прво беше на МВР рече вака, српското МВР рече така, опозицијата рече вака, по 5 минути за Хитлер, 5 минути за евреите. Меѓутоа гледам, денеска веќе забележав дека малку веќе тргнале да ги, не да ги правдат, него малце пореално да ги прикажуваат работите, не според соопштенијата на Вучичевите медиуми, што впрочем вчера јас и собрав еден така краток список на медиумите во регионите како известувале, Хрватска, Босна, Косово, Албанија, скоро сите ги пренесува ги пренесува барањата и паролите на студентите. Имаше во наслов дали Србија се крена, дали Вучич ќе заврши како Башар ал-Асад. Еве гледам денеска дека конечно и кај нас почнало така малце да оди на информирањето да оди на таа страна. И што забележа вчера работејќи во тој текст, дека на Time РС вчера на насловна страна, што се сите информации, немаше ни еден збор за протестите. Значи ни еден. Единствено ако побараш со клучен збор, па не, и тоа искачаше нешто малку. Вчера беше, може би има мораториум на известување за протестите, Time РС. Така да... Да, добро, одлична анализа медиумска. Ја мислам дека ги исцрпивме темите за денеска со мали технички проблеми. Во секој случај, ова беше 8-то издание на Колегиум, неделна информативна платформа, 8-то редовно, заедно со вонредните можеби се 2-13, но тоа се разбира дека не е толку важна информација на крајот, колку што е важно да соопштиме дека ова е последно издание за оваа година. Ќе се видиме повторно во втората половина на јануари, се разбира во меѓувреме читајте civilmedia.mk, се разбира и drate.mk или Civil Today на македонски, албански или англиски. Green Civil е тука за зелените теми и се разбира специјалната веб страница Defending Democracy на
цивил на која ќе видите многу содржини кои се однесуваат на иницијативата на цивил за одбрана на демократијата. Ова иницијатива е меѓународна иницијатива и е поддржана од партнерските организации медија, диалог и младите за медиумите од Германија и меѓународната организација нов европски форум на граѓанките и граѓаните со седиште во Брисел и се разбира и неколку други организации, меѓународни организации кои ќе бидат познати веќе во следниот период, се разбира до крајот на јануари, кога ќе биде готова и нашата публикација за одбрана на демократијата и човековите права. Со ова и со честитката на цивил за нова година ви посакувам и јас лично среќна нова, среќни празници и се гледаме веќе во втората половина на јануари. Довидување.